од културата поминуваме на култура, овој пат на политичка култура, бидејќи со мене во студиото е нашиот врвен колега, новинар, долгогодишен и така натаму, се обидувам ова бард да го избегнам. Ерол Ризаов. Ерол, добро утро во утрински брифинг. Ерол, кој што инаку пишува еминентни колумни за еден одличен сајт кој се вика независен.мк, кој што пишува и за Deutsche Welle паралелно, и кој што јас секому препорачувам да ги прочита, а кој во минатите 5-6 дена објави две значајни колумни кои се однесуваат на едно исто прашање за што сакам, Ерол, да го почнеме разговорот. Во твоите колумни, да не ги цитирам сега дословно, во едната колумна велиш дека начинот на кој Бугарија се однесува кон Македонија во последниот месец дена на еден извореден начин ќе го засили македонскиот етнички идентитет и културен и така натаму. А во втората колумна ја продолжуваш таа теза и велиш дека штетата што Бугарија ја прави во македонско-бугарските односи нема да застане само на тие односи, туку е можно да се рефлектира и на други регионални собитија во кои што живее и нашата држава, но и сите други држави од регионот. Ти сакаш ли малку подолго повеќе да елаборираш на овие тези? Да. Со делот на историјата, иако по образование сум историчар, помалку се бавам, иако имаше и некои такви колумни, тоа го препуштам на колегите од комисијата, кои имам целосна доверба, познавајќи ги дека си ја знаат работата. Сосема друго прашање е политичката реторика што се одвива и во Македонија и во Грција. Овие две прашања кои се во последните две колумни се многу значајни и многу малку луѓе се бават со тоа. Тоа е природната реакција, би рекол, на едно општество кога е под притисок, особено со непризнавање на некои идентитетски посебности на нацијата, и тоа го постигнува обратниот ефект. Тоа не е само случај во Македонија, тоа е случај во сите земји во светот, па и во целиот регион, особено кога има големи притисоци, воени дејства и така натаму, тој идентитетски порив се, или наратив сега, современ збор што го потребуваме, се зголемува. Така и со ова што се случува во последно време во односите меѓу Бугарија и Македонија, кога одредени историски настани различно се толкуваат во двете земји и има еден притисок силен врз Македонија, кој не е вообичаен. Договорот за добро соседство мислам дека мораше да почне не од историјата, туку од современоста, односно од економските, културните, спортските односи меѓу државите, што ќе ја вратеше на некој начин малку довербата меѓу двете земји. Ги знаеме историските наслаги и во Бугарија и во Македонија, и тоа ќе овозможеше во еден поинаков амбиент да се разговара и да се донесе. Знаете на што мислам? Дали е тоа тактичка грешка или е грешка која што ќе има стратегиски последици? Веројатно е политички потек на Бугарија да дигне овде една радикална позиција во Македонија, да предизвика едни реакции, многу пожестоки од ова што сега се случува, се очекуваше веројатно, и со тоа да ја изедначи одговорноста, да речеме, и да ја прикаже на Европа дека со Македонија веќе не може да се разговара и не може да се преговара за влез во Европската унија. Меѓутоа, мислам дека во една работа можевме да се согласиме многу брзо, а веројатно и ќе има согласност, а тоа се работи за учебниците. Како ќе биде представена историјата во учебниците? Вие знаете дека Франција и Германија за тоа 7 години разговара. Значи, не ја менуваа историјата, не ги менуваа историските настани. Туку со помош на педагози, дидактичари, методичари, со помош на науката, се внесуваат изрази кои не предизвикуваат омраза меѓу денешните французи и германците, кои 200 години војуваат со илјадници во сите светски војни, но и во меѓусебните, внатрешните војни, што се верски револуции и така натаму. Така да, ако на нив им требаа 7 години
да направат учебници за децата, каде што ќе бидат современи поставени историските настани, да нема омраза, сигурно на балконот требаат 10 години. Тоа требаше да биде последното прашање. Гледам дека во бугарското општество, барем оно колку што јас следам, веќе има луѓе кои што токму ова го предупредуваат, дека треба да се менуваат односите, треба да се смени интерпретацијата, толкувањето на историите, но дека тоа не може да се направи преку ноќ во работа на некаква комисија и дека Бугарија токму има таа шанса низ ова долгогодишно наше преговарање со Европската унија, сега да го започнеме, а потоа да се работи во годините пред нас, токму за ова што го говорите. Апсолутно, во Бугарија се... Дали на тоа сега ќе му пресуди ова неопходност на бугарските избори да има некаков политички резултат, наместо во една поопуштена атмосфера да се дојдеше до вакво? Тешко е тоа да се каже, бидејќи и таму се помалу бројни луѓето кои, да речем, ги разбираат работата, односно се гласни да ги кажат некои работи како што се. Јас сакам да завршам мислата во врска со учебниците. Значи, тоа е најважниот момент. Болката на Бугарија е Втората светска војна. Значи, другиот дел од историјата, тука мораме да го имаме предвид фактот дека 400 години цела Румелија и Тракија, значи европскиот дел на Османлиското царство, сите денешни држави биле во составен дел на таа империја. Значи, тоа се 400 години. Ние и повеќе. Овој дел на Македонија, дека и 500 години. 5 века. Значи, во тоа историчарите што преговараат добро го знаат. Значи, тогашните пописи во Турската империја не се по национална припадност. Тие се по верска припадност. Значи, во сите пописи пишува христијани, муслимани и евреи. Друго нема. И природно е, ако Бугарија и Србија направиле држави 100 години порано од Македонија, национални држави, природно е, и ако го кодифицирале јазикот 60-70 години пред нас, природна е инклинацијата на нашите револуционери македонски, кои се бореле за автономија на Македонија во рамките на Турската империја, да инклинираат кон Бугарија, кон Србија и таа. И тие работи се да ги оставиме за историјата. Меѓутоа, еден факт кој е многу важен, што треба ние да го знаеме, е јазикот не само од лингвистички аспект, научен аспект. Тука нема дискусија, не треба да се прави дискусија, тоа прашање е завршено. Меѓутоа, малку луѓе знаат дека Турската империја прави држава само 20 години пред Македонија. Зборувам за национална парламентарна држава. После распадот на империјата. 1923. Така е. Само 10 години пред нас, 12 години, турската нова држава, национална, парламентарна, прави нов литературен јазик и нова азбука. Да, таму беа драматични Да, проблеми. од арапско писмо се преминува на латинично писмо или, ако сакате уште повеќе, сосема нов јазик. Старотурскиот јазик е јазик како латинскиот го зборува само естаблишментот. Другиот дел, народот зборува сосема друг јазик, а литературниот јазик е направен од 3 други туркофонски јазици, направен сосема нов јазик, кој денеска во потреба е еден од големите светски јазици, бидејќи го зборуваат преку 200 милиони. Значи, мораме, што сакам да кажем? Сакам да кажем дека мораме да бидеме прагматични, мудри, паметни во политиките, за да излеземе од ова ситуација. Сега веќе доаѓаме на она второто прашање, последиците кои се од овој бугарски став. Не само во Македонија, што може да ја дестабилизира Македонија, да предизвика и некои меѓуетнички конфликти кај нас. Тој став на Бугарија го анулира и на некој начин неправно Преспанскиот договор. Зошто? Затоа што Преспанскиот договор предвидува да има обврски на двете страни во подолг период од почнување на преговорите. Ако Македонија нема преговори, тогаш голем број од тие обврски нема да се спроведат со добра намера. Ти правно може да не го рушиш договорот. Значи тоа е ратификуван во парламентот на Грција, ратификуван во парламентот на Македонија и тој ќе постои. Меѓутоа е неодржлив. Станува неодржлив бидејќи ти не можеш да ги примениш. Тоа е врзан со напредокот во Вториот удар сериозен на Бугарија врз Обединетите нации.
30 години Обединетите нации со нашиот легендарен Метју Нимиц, медијаторот, потрошија во преговори меѓу двете држави за да дојде до договорот со Грција, веројатно не рачунајќи дека Бугарија ќе се јави следната. Третиот удар е врз самата Европска унија, врз угледот на Европската унија, на Германија, на Франција, на сите други држави кои првата блокада со Макрон што се направи предизвика кај нас турбуленции кои што уште ги воени избори и поставки, големи така прашања што можеше да се случи. Сега замислите да се случи ова, да се одложат изборите, што може да го примени ова изборите, одложат преговорите, што Европа може да го примени, знаејќи го нивниот начин на работа, да се ослободи од некои баланси, да рече, баласти, да рече, еве, го одлагаме прашањето додека двете држави не се договорат, тоа би било најлошото решение кое би не снашло и повторно овде во самата наша држава, имајќи ги предвид односите меѓу власта и опозицијата, бидејќи немаме консензус околу европските прашања, како што немаме ни за едно друго прашање, ќе се направи еден амбиент многу лош во државата. И затоа тие последици ние треба да ги имаме на ум. Некој се однесуваме како атомска велесила за некои проблеми, а од друга страна и Бугарија со својот ригиден став предизвикува она што го предизвикуваше во сите до сега историски клучни ситуации кон Македонија. Значи, ова омраза, што на некој начин многу луѓе во Македонија и во Бугарија почнаа да ја разводенуваат, почнаа да бараат некои решенија кои што се добри, сега ги затворија вратите. Да. И го зголемија во Македонија она што почнавме, го зголемија она интересот на широките маси за историјата. И сега луѓето, гледате, пуштаат видеа, читаат, гледаат, пишуваат, тука има и многу, нели, спекулации и манипулации, меѓутоа има и читање, што беше голема слабост. Знаете, кај балканските народи, кога има многу емоции, а малку знаење, настанува експлозија во главите на луѓето и тука имате сериозен проблем. И тоа нас не се случува и на бугарите, и на грците и така. Ерол, едно од последиците кои што сигурен сум, а и веќе се случуваат, токму на оваа линија што ја говориш дека луѓето се повеќе се заинтересираат за историјата, за минатото и така натаму. Едно од последиците за кои ти си квалификуван да говориш не само како историчар, туку како новинар со долгогодишно и југословенско искуство во онаа федерација, е интерпретацијата на македонската историја со премолчување на работи кои што еве денеска ги гледаме и се отвараат на различни начини и така натаму. Значи една прилично редуцирана интерпретација, веројатно и не само во прашање на македонско-бугарските односи, туку и за многу други теми. Да речеме, кои се жртвите во комунистичкиот режим, особено после првите години после Втората светска војна? Имат ли право бугарите кога велат дека многу бугарофили или луѓе кои што се чувствувале за бугари имаат настрадано од тие години? Која беше таа политика да се премолчува? Конечно, јасно е дека и на двете страни, и во Софија и во Скопје, многу е инвестирано во дигањето на тој зид кој што ќе не дели, а кој нема да не спојува барем 30 на 40 години. Кој е твоето мислење за овие? Историите на целиот Балкан, па и во голем дел на Европа се доста идеологизирани. Значи, тоа е изрека, победниците ја пишуваат, историјата е многу позната. Меѓутоа, овде се напластени многу на Балканот тие во свеста на луѓето, што се е прифатено како голема вистина кога имате вие неби во училиштата, на факултетите, предавања и така. Ја имав таа среќа што имав многу добри професори на УКИМ, кои беа ослободени доста од таа идеологија, иако беше присутна и реално. Повеќе е проблемот во основните и во средните училишта кога се изучува историјата, но и нарацијата што ја имаме ние како оставштина, приказните, митовите кои што се присутни. Факт е дека тие беа политички контролирани, да се разбереме во времето на има и политика, социјализмот, имаше политика во историја. Големи вистини кои се потиснати. Например, по прогласувањето на независноста на Македонија, вие знаете дека некои храбри новинари, медиуми отворија многу табуа
од нашата собствена блиска историја, од НОП, да речеме и така натаму, од настани Во Млад Борец го печатевме па и Крстец Млад Борец Црвенковски и Нова Македонија покрена прашање за Ченто, за ова, за така се отворија многу работи. Меѓутоа сега се соочивме со некои други проблеми, тие работи отидоа малку се потиснаа во јавноста, не само од политички аспект. Партиите тие сакаат да ги отварат, меѓутоа тие не беа многу атрактивни додека не се отвори прашањето со античкото потекло на Македонија, античката историја и додека не се отвори прашањето со еве сега со Бугарија. Дури и јас сум изненаден, сме ги заборавиле некои работи што пишувале нашите луѓе, да речеме 45-та, 46-та, 47-та година пред информбирото и после информбирото. И што пишувале бугарите за тие односи. Сега едните и другите ги обвинуваат и комунистите и царствината во Бугарија за некои прашања, иако оската Рим, Токио, Берлин со учеството на Бугарија е многу јасна во историјата и многу и е таа, не може да се собор. така е, да. Ние сега можеме да разговараме за третманот на таа историја во учебниците. Дали ќе биде со омраза, не можеме да ја менуваме историја. Истото е и со овие наши заблуди што ги имаме, и бугарските се разбира, и тоа создава 40, 50, 70 години еден амбиент во двете држави кој. Но видите, кога почна последните години по признавањето на Бугарија, на независноста на Македонија, иако и тука има некои задршки, тоа почна полека да се... Нивниот многу познат поет доби на Струшките вечери, стана лауреат. Тоа беше, пишував ја, не претече ни Охридско езеро, ни Дрим не претече, што прв пат тебе доделивме голема награда на поет од Бугарија. Тоа е апсолутно заслужена и така натаму. Значи, тие односи почнаа да се топат и сега нас, кои сакавме таа работа да ја постигнеме и во делот на историјата, и во делот на новинарството, бугарите ни ги затворија вратите со својата ригидна политика. Ерол, бидејќи сме на 1 минута од 10 часот, тоа е време за нашите вести. Јас благодарам многу за овој разговор. Брзо течат овие 15 на 20 минути, а темите се широки. Има новинари што ја не може да ги одбијам, инаку ретко одам на телевизиите. Така е, јас ти благодарам и во име и на нашите гледачи. Ова беше Ерол Ризаов, една од новинарските легенди во македонското новинарство.